Со зголемувањето на температурите во голема мерка се зголемија и потенцијалните опасности за избувнување пожари, особено поради фактот дека има забележителна раздвиженост на нивите, но и во шумите. Затоа Министерството за внатрешни работи апелира до граѓаните да бидат внимателни ако се движат или работат во поле и низ шумите, да не ги палат отпадоците, меѓите и страништата на нивите и да не фрлаат неизгаснати догорчиња. Покрај ова, на оние кои што ќе престојуваат на излетнички места, им се укажува да се воздржат од палење огнови, кои брзо може да пламнат и да се прошират наоколу, а со тоа да предизвикаат и материјални и други последици од несогледливи размери. Исто така, надлежните посочуваат на отворен простор да не се оставаат стаклени шишиња или други предмети, кои подолго време изложени на сонце може да бидат причина за пожар. Доколку не се придржуваат на овие апели и препораки, граѓаните ќе се соочат со ригорозни законски санкции, односно со пријави и можни затворски казни од 6 месеци до 8 години, зависно од видот на пожарот и другите околности и последици. Министерството за внатрешни работи овој месец засилено презема координирани превентивни и други мерки со советодавните групи на граѓани, местни и урбани заедници, навреме да се пресретнат можните причини за пожари, а во координација со други инспекции и служби ќе бидат засилени и планираните контролни активности. И на минатата седмица Општинскиот штаб за заштита и спасување на состанок ги утврди потенцијалните локации за можни појави на пожари на територијата на општина Куманово, како и мерки и активности кои би требало да бидат преземени. Општинскиот штаб за заштита и спасување даде препорака да се проследат дописи со информации за локациите на напуштени објекти до регионалниот центар за управување со кризи и надлежен инспектор од дирекцијата за заштита и спасување, до секторот за инспекциски надзор и до секторот за урбанизам. Општинскиот кризен штаб даде препорака да се проследи допис до СВР Куманово и секторот за инспекциски надзор за зачестени контроли на локациите каде што има честа појава на пожари. Штабот ќе проследи барања до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и до јавното предпријатие Македонски шуми за соодветно третирање и заштита на боровата шума во атарот на селото Билјановце, локалитет Студена вода, заради појава на молец боров четник и препорака до Здравствен дом Куманово за расчистување на тревните површини во рамките на нивен објект во близина на основното училиште Кочо Рацин. Општинскиот штаб за заштита и спасување апелира да се пријават сите забележани пожари на отворени површини на дежурните телефони 193 112 и 078 365 061.